Ајде да ја кажам добро утро на нашата гостинка, која што е баба и мајка на 5 деца. Марија, добро утро и добре ни дојде, како што ми кажа, сузе патешествие за да ни стигнете да ни бидете наша гостинка, но верувајте, многу ми е драго. Јас само ке кажам, секоја ви чест. Во моето семејство имам мајка со 4 деца и знаете ли колку ми се интересни и зошто? Затоа што, како велат, од исти родители, а сосема различни карактери и еден со друг можеби за нешто не се согласуваат, но кога треба да се руча, да се решаваат проблемите, се сите заедно на маса. Така да предпоставувам како било и кај вас и околу воспитувањето на децата, затоа ќе слушнаме многу повеќе. Така да, Сузе, како што кажав, со нетрпение го очекував разговорот и еве да го започнеме. Да. Повелете. Благодарам многу, сите сме желни за нешто искрено, за нешто човечно, за нешто полно со љубов кое се шири, се множи, се дели, а само љубовта ја има таа моќ да се дели, да се множи безгранично. Марија Мерџановски, добре ни дојдовте во нашето. Добро ве најдов и добро утро за сите гледачи на Алфа телевизија. Многу ми е драго што со цело срце ја прифативте поканата, инаку нашата прва комуникација, можеби се сеќаваат нашите редовни гледачи, беше, не знам, во минатата 2025 година, кога Марија ни се вклучи во една од редовните емисии на Збор по збор, како наша редовна гледачка, а темата тогаш беше поврзана со заминувањето на нашите деца во странство и на одливот на млади луѓе надвор. Точно. И таа се јави во една таква наша пладневна дружба и не разоружа, комплетно не разоружа. Со таква љубов говоревте за вашите 5 деца, за енергијата, за воспитувањето, за навиките кои што сте им ги вметнале од мали нозе, за почитта кои ја имаат тие како мајка према вас, па и ден денеска кога се веќе големи и своји луѓе, така? И меѓу себе. Како браќа и сестри меѓу себе се почитуваат. Да. И се сакаат и секогаш си помагаат. И секогаш се тука еден за друг. Така, станува збор за тројца синови и 2 ќерки. И 2 ќерки. Да. Четворицата живеат во Македонија, Тука само се, да. едниот син е во соседството во Најстариот Србија. син ми е женет во Србија. Имам внук од него, сна. Куќа има таму. Познат пица мајстор. Европски познат пица мајстор. Браво. Епа кога ќе дојде во Македонија ќе ни гостува, нели? И можеме и да ја пробаме неговата позната пица. Може, он италијанецот зема втора награда, а мојот син зема прва награда за и наполитана. Браво. Браво. Секоја чест на вистина. Кога прв пат станевте мајка, Маре? Јас мајка станав прв пат на 23 години. Беше лесно да се биде мајка на 23 години? Па тогаш не беше лесно, бевме поинаку воспитани. Од мајките бевме подготвени. Плански беа 5 деца или Божја, Ништо не беше Божја планско. промисла? Ништо не беше планско. Секоја бременост јас ја одржав. И ве радуваше, веројатно, уште ме повеќе радуваше, секое следно да. дете. И сега секоја бременост на моите ќерки или синови, мене ме радува. Од првото до последното дете колку време имаше? 17 години. 17 години, браво. Епа добро за тие 17 години додека сум раѓала јас. Чувале и овие големиве? Ги изчуваа. Да. Се чуваа едни со други. Како изгледаше куќата со 5 деца? Леле, многу убаво. Весела долина. Ми беше весела долина. И животот е толку чудесен, Бог е толку семоќен што денеска се уште имате само 5 внуци. 5 деца, од 5 деца имате 5 внуци, ама со надеж и желба дека А тие... имам уште двајца. Уште двајца ќе растат. Па може уште 5-6 од нив ќе имам. Така, само Бог да дава здравје и сила да се гледаат. Само да се оженат. Така. Кај вас... И сега само им досаѓам. И само кој ќе ме видат, добро. Да. Она што многу ме фасцинира кај нашата гостинка денеска и токму и заради тоа ја поканив да дојде да ни сподели дел од она како таа ги воспитувала нејзините деца и како таа успеала да ги задржи заедно. Е љубовта што си ја имаат едни помеѓу други, ама не само љубовта, туку и почитта. Најмалото вели тоа како многу го почитува зборот на најголемото. Точно. Браво. На сите. Он е најмал
И на сите постари од него, он ги почитува. Секој што ќе му рече, што ќе му каже, што ќе му побара услуга, тој не го враќа. Или ако го поучи да го скара нешто, тој не му враќа збор на постариот од него. Имаше ли ред, хиерархија, во толку се јаде, во толку тоа во секако. толку се станува? Секако, се знае. Додека се на училиште, се знае во колку саат се станува. Сабота, недела, за викенди, се спие до 8 саат, повеќе од 8 нема спиење. Додека јас да станам да месам нешто, да направам. Па да ги соберам да доручкуваат. Така. После тоа секој си има своја обврска. Она што е исто така фасцинантно е дека вашите деца сите се во, рековме, освен еден е во Србија, но ниеден од нив нема бугарски пасош Ниеден. и ниеден од нив не замина со генерациите, особено овие младиве што се неженетиве, да заминат во една од земјите каде што обично заминуваат да Не. заработат или да... Колку се почитува вашиот збор дома и на сопругот се разбира, кој е тука присутен, меѓутоа вие ја држите диригентската палка, како што јас разбрав. Точно, точно така. Се почитува мојот збор. Они си прават своји планови. Си имаат своји есап, јас што викам, за своји достигнувања. Меѓутоа, советот го барат од мене. Јас не им наредувам вака да направиш или онака да не. Јас му кажувам, ако направиш вака, може да ти се деси тоа, а ако направиш вака, може да биде вака. А твое да одлучиш како ќе направиш. Така. Вие сте пензионерка веќе 3 години, а предходно работевте како службеник во Основниот суд Скопје 1. Сега кривичен. Така. Основен кривичен суд. Предпоставувам дека во годините додека бевте се уште активна како вработена, беше тешко да се стаса со оглед на тоа и дека живеете малку подалеку од урбаната средина, живеете во Мралино и многу време патувате сте патувале до работа, Па еден така? час. Еден час натака, еден час навака. Точно, А треба еден дома да час. се има ручек, треба дома да се има Да, куќа да и- се одржува. И на сето тоа децата, сите 5 деца ми завршија во основното училиште Кирил и Методика и Судска палата. И децата идеа со мене. Значи, и тие има работно И време. тие има работно време и сите излегувавме од дома заедно. И сите и од работа назад, потоа дома И се од враќате. работа ќе си ги земам децава од училиште и од работа дома. Браво. Еве на инсертите ги гледаме ние и децата, и богатството, точно така, богатството и она што Тие останува. ми се најмалите двајца. Тие се неженетите, така, Не нели? женетите. Да. По колку години имаат сега? Па, по најмалиот е 25, а другиот е 27. Има време уште. Нема време. Деца треба да 25, чуваат. да, па ќе немаат меѓутоа- нерви после. Ке имаат. Има време. Дали, како се покажа... Ова се тројцата внуци. Тројцата прекрасни. внуци, да. Како се покажа останатите 3 како родители, во улога на родители? Колку бараат совет од вас како мајка, како жена, како некој кој што вистински умел да биде, ајде да не речам столбот, ама жената е и вистински столб на семејството, заедно Ова со е сопругот, помалата се ќерка. разбира. Бараат ли совети од вас во Бараат. врска со родителствувањето? Бараат посебно вака кога е време на грипови, на настинки, не се они многу присталици по Ова е- лекари, по ова е лекови. Ова е предпоследното. предпоследното. Во гардата е. Во Во гардата гардата. е, да. Е, тука се внуците сите. Нека се живи и здрави. Само радости да ви носат. Весела долина, затоа Убаво викам јас. кажавте, Ние да. сме си весела долина. Така е. Ова се двете ќерки. Колку се Прекрасни, тие убавици. блиски како женски деца, колку Блиски се блиски една блиски со друга, се, ептен се споделуваат. блиски. Како се надминуваат некои ситуации? Доаѓаат ли некои ситуации? Велат дека нема... Е, овде сме фамилиарно. Да. Таа е долната слика, еве, ја погледнавме и на почеток неколку пати, каде Ова што ми е бевте сестричка. сите. Така. Да. Како се надминуваат некои ситуации деликатни, Маре? Има денови кога доаѓаат некои ситуации во кои треба понекогаш и да се повиши тон, понекогаш и можеби да се каже нешто кое некому не е право. Се бираат ли тука зборови и се остава ли најстариот да каже што треба, како треба? Па да ти кажам, кога е еден нервозен, и ако тој има некој проблем и е нервозен, другите ќутиме. И јас ќутам.
И го оставам тој да се испразни. Кој ќе се смири после, тогаш мама вика дојди ти мамо. Да. Постојат неколку поговорки сопче, една наша велика и што има слога, таму има и Бога. Така е. А има и една хебрејска поговорка која што вели во среќните семејства и тиквата раѓа лубеници. Точно така. Така е. Значи, каде што има љубов, каде што има Слога, толеранција, да. слога, разбирачка и кај што се знае хиерархијата, кому треба да му дадеме прво збор и кога треба да замолчиме, да слушаме наместо да многу да зборуваме. Да зборуваме, но види Сузе, тоа што го слушам и како разговор денеска во денешно време е многу тешко некако да се воспостави токму ова што го зборуваме, да има многу толеранција пред се, почитување од помладиот свет, кои што со технологијата и со сето она што им е достапно, учат нешто сосема поинакво и ние родителите да сакаме да ги заштитиме не можеме на некој начин. Да. Види, они сега се веќе сами меѓу себе совети си Да, даваат и така си е. бараат. Да. Ве штитат ли некогаш да не дојдат до вас лошите Точно. вести? Дури ме штитат некогаш и да не разберам дека некој од нив е нејарен, болен е или му треба помош или не, нема ни да разберам, а они ќе си помогнат меѓу себе. Да. И од кој ќе си ја завршат работата, тогаш ќе ми кажат мене што било и што се десило. Да. Дури не ми кажуваат. Сами меѓу себе. Не сакаат да се грижите, Никако. секоја чест. Сами се- меѓу себе си ги решаваат проблемите, си бараат совети, си помагаат. За помош не можам да кажам. Многу си помагаат едни меѓу други. И денеска се сите вработени, а ниеден од нив не е вработен како партиски член на некоја партија или можеби некаде каде што требала мајката или таткото да трча, да моли, да Сите отвара сами, врати. сама борба. Сите сами. Сите сами, да. Сите сами, дури у судот имаше конкурси. Помалата ќерка баш сакав да се вработи. Од 5 деца викам барем едно да дојде на моје место. Ниедно не сакаше. Не. Сите Никако, ниедно не сакаш. Затоа што сите си се насочени кон нешто. Своја определба животна. Своја определба Да. си има. Верувам. Најмалиот, тој си е електричар, енергетичар. Предпоследниот војникот, што викам јас, исто заедно учеа они. Исто Тие училиште. имаат дисциплина. Исто И таму ја училиште учат, завршија, плюс. да. Јас Згора морам на да се. морам да споделам како всушност јас прво одлучив и ја поканив оставајќи ми прекрасен впечаток кога ни се јави и кога говореше за низините деца, за таа взаемна љубов и така натаму. И една недела подоцна беше концертот на Меморија во денсинг салата во Младинскиот клуб 25 мај и јас таму бев со моите фриди, нели на концерт и влези и само на излегување една жена со широка насмевка, гушната со една многу помлада друга жена или девојка, како да ја наречам, само ми се стрча и ме гушна силно и ми вели, знаеш ли која сум јас? Браво. Јас сум вика мајката со 5 деца која ти се Која јави се пред јави. неколку дена во збор по збор. Колку убаво. И тогаш ги видов тие две прекрасни насмевки, тие две убави женски енергии и тогаш сватив дека вистински мора и да ја представиме на гледачите точно заради моментот што многу недостига. Човештвото е желно за љубов, за добрина, за заедништво, Да, за толеранција и токму заради тоа ние сакаме да споделуваме една Да. таква убава енергија, а со тоа да ги охрабриме и останатите семејства каде има што да се споделува, љубовта е нешто кое не се троши, рефус се дава, без дозирање, без мерење. Љубовта само се собира. Не можеш да ја потрошиш. Така е. Не можеш да ја потрошиш. Од ова дистанца, Маре, гледано, возможна ли е и денеска идејата за 5-детно семејство, за 5 деца во денешни македонски услови? Возможна ли е таа мисија? Јас мислам дека денеска е уште повозможна. Од кои причини? Денеска има повеќе. Ние бевме посиромашни. Ако ќе ми кажат друго време беше, не е точно. Времето е тоа. Вие живеевте од 2 плати, всушност, Точно, така, нели? Ништо точно. повеќе немавте Ништо во тоа повеќе време. немавме. Додатоци и слично, да. Времето е исто. Народот не е исти. А времето е време. Не се менја времето, се менја народот. Да.
Имате ли некое хоби денеска вака во пензионерските денови? Останува ли време да се чепне некое хоби во средина како што е Мрали, но сигурно имате и двор каде што секогаш има што да се имам работи. и бавча си работам, моje производство си имам, ако не друго пиперки за ајвар не купувам, патлиџани не купувам. Се што ми е потребно си го имам у двор. Така. У град не морам воопшто да влезам. Си функционирате таму доволно вие. Ве посетуваат ли често децата, бидејќи Да. сега, освен двајцата синови кои се со вас, останатите се своји луѓе, нели? На страна Да, си ме се. како не. Еднаш неделно обавезно. Се собирате? Ќерката ми доаѓа со двете внучиња помалите. Овие ми се тука, по старата ќерка веќе таа кога и да и на 2-3 дена доаѓаат, сите доаѓаат и сите ме Браво. и ми ги носат внуците, и си ги чувам внуците, и си ги сакам внуците и Радост. уживам во животот сега. Прекрасно, навистина. Кој е совет вака кој што би им ги го дале на младите мајки? Денеска знаеме дека во ова модерно време и девојките, ама и момчињата некако така функционираат на некој живот кој не сака многу обврски, не сака многу жртви, не сака многу вложувања лични. И тешко е младите денеска се повеќе го одлагаат моментот на создавање семејство и брак. И нели? кога ќе дојде до тоа, се јавува онаа постпородилна депресија, која што никогаш ја немаат Тие почувствувано немале време овие да бидат генерации. депресивни. Да. Немале време, немале таква привилегија да кажат дека Така е, дека верувам. имам депресија, нели? Кај мене и ќерките се многу добри мајки. Па, Многу од кого, добри од мајки кого се моите воспитувани? ќерки, децава ги носат и на пливање, и на јазици, работилници во градинки кога имаат, обавезно се со децата. Никогаш не можат да почувствуваат децата недостиг од родителска љубов. Така. Никогаш. Ајде да ги охрабриме накратко младите мајки и оние сите кои го одлагаат моментот со тоа од стравот дека можеби нема да бидат доволно добри родители или дека можеби навистина живееме во такво време какви што живееме и можеби нема да успеат да обезбедат услови за своите деца. А јас моите ќерки и синовите сега ги воспитувам. Кога ќе се ожениш, кога ќе ти се роди дете, рачунај дека твојот живот е детето. И се што правиш, правиш за детето. Ти немаш свој живот. Желбите на детето ќе ги почитуваш. Така е. Ако сакаш да имаш добро дете и да го усмериш на прав пат. Се покајавте некогаш дека Никогаш. се што имавте вложивте во децата? Никогаш не се покајав. Се покајав само за едно што не сум родила повеќе. Секоја ви чест. Браво. Само за тоа се покајав што не сум родила повеќе деца. Да сте ни здрава и жива, па за неколку години пак да дојдете да ни се пофалите уште колку внуци ќе добие семејството Мерџановски. Ние не само јас сум така воспитана од моите родители и ние со мојата сестра и не можеме ако денеска барем 2 пати не се слушниме. Да. Неделно еднаш да се видиме, одам ја за кавадарци, доаѓа таа тука и обавезно. Браво. Така. Секоја чест. Лиле, Маре, ви благодарам многу што ова утро испративме една убава порака. Охрабривме и други луѓе, верувам, кои што ќе сакаат да споделат дел од нивната пензионерска приказна, од нивното пензионерско секојдневие, а тие денови не се баш секогаш лесни, некогаш се тмурни, некогаш се досадни, некогаш се безлични, ама еве ние им даваме боја, ние им Добре даваме дојдени се. смисла Да. и добре дојдени се многу колешки пензионерки, пензионери да дојдат и да ја споделат својата приказка. Само нека раѓаат и од деца штета нема. Нема. Така е. Благодарам премногу. Посакувам добро здравје Ви на сите и благодарам многу и на љубов. вас. Нека се шири на Ви секаде. благодарам и на вас и нека раѓаат младите, колку поише деца имаат, толку повеќе љубов имаат. Браво. Децата се најголемото богатство. Најголемото богатство и најголемата љубов ја пружаат тие безусловно ти дава љубов, Така не бара е. ништо од тебе. Така. Бара само возвратна љубов. Ви Така е. благодариме многу што бевте дел од утринската Ви програма. благодарам Ќе си на продолжиме поканата. ние после емисијата да си го допиете вашиот чај, су за своето кафе сега.